Свирежот, но и најгласните извици против, вечерва пред собранието на собраните ги упатија кон владата. Протестот во организација на Сите за унитарна Македонија беше повикан под мотото Република Македонија ерга омнес. Зборувајќи за името Сите, говорници не штедеа критики кон владата и најавија дека од овој собир па натаму ке барале заменување на оваа власт преку предвремени парламентарни избори. Откако ја критикува и Европската унија и НАТО, упати и критики кон демохристијанските партии. Демохристијани се! Ако сакаат да ми докажат дека се демохристијани, некои браќа искрено ме уверуваат дека не било така, дека ќе покажеле. Дојде мај, бујрум нека покажат. Нека го подржат својот народ интензивно, дупло, 5-кратно повеќе. Со својот народ на улица, јако, до одбрана на името, до одбрана на идентитетот. Дел од символиката на вечерашниот протест беше истата како и на ланските протести на иницијативата за заедничка Македонија. Четворицата од иницијативата сега се обвинети дека ги повикале граѓаните со потпалувачки говори да влезат во собранието на 27 април минатата година. Во предвечерието на годишнината од крвавиот четврток, од протестот се побара нивно ослободување. И кога ги притворија, се организиравме да го одбраниме достоинството на неправедно обвинетите и притворените. И ќе бидеме со нив. Додека правдата не го надвладее безумието на монтираните обвиненија, судски процеси во кои на македонските уставобранители им го скратија правото на патриотизам, им ги загрозија семејствата. Република Македонија ерга омнес. На собранието испорачаа 4 барања: прекин на преговорите за името, поништување на законот за јазици, поништување на договорот со Бугарија, итно и безусловно ослободување на сите, како што ги нарекоа, патриоти што биле прогласени за измислени терористи.